Прилеп нераскинливо е поврзан со ликот и делото на Методи Андонов Ченто, првиот председател на президиумот на АСНОМ. Визионерските погледи на Ченто за самостојна и независна држава денес се реалност, а во реалноста Прилеп ја јакне и негова одговорноста кон она што е и она што има. Прилеп ја има прехранбената индустрија Витаминка со широк спектар производи, околу 200 видови пакувања. Витаминка е една од водечките компании синоним за висок квалитет. Предјадења, додатоци за јадења, солени, сладки производи. Компанијата ги пласира на пазарите во целиот свет. Стручноста и грижата за здравјето на потрошувачите Витаминка ја прават препознатлив бренд, не само за Прилеп, туку и во Македонија. Прилепската пиварница е меѓу најстарите на овие простори. Со годишно производство од 150.000 хектолитри висококвалитетно пиво и познати безалкохолни пијалоци, пиварницата обезбедува пласман на странските пазари. Покрај неа, уште десетина реномирани пиварници из Караџи ја сочинуваат фестивалската забава на Пивофестот. Под дебели сенки со чаша ладно пиво, овој летен фестивал нуди дружење и забава. Со 350.000 посетители од земјава и странство, организирани забави и манифестации, Пивофестот се наоѓа на туристичката карта на Прилеп. Преку компанијата Микросам, прилепските стручњаци се вклучуваат во изработка на висока технологија, произведувајќи компјутерски контролирани машини за различни сектори. Текстилната индустрија е меѓу најбројните. 30-тината фирми со претежно странски капитал, најголем дел од производите ги извезуваат во модните светски центри. Во напорите да се подобри деловната клима, доближување до стандардите на развиените земји, локалната власт инвеститорите ги ослободува од комунални давачки за да обезбеди посилен економски развој, повеќе вработувања и квалитетен живот за граѓаните. И се е забележано тука, во отворената книга на преродбеникот Марко Цепенков, од обичен терзија со сопствен дуѓен, по скредбата со македонскиот преродбеник Димитар Миладинов, Цепенков станал еден од најпобудените млади луѓе. Неговиот дом во неделите станува читалница во која живо се разговара за книгите. Дваесетина врвни сликари, скулптори, Лазески, Аче, Грабул, 100 писатели го сместуваат Прилеп меѓу водечките во државата, ако не и прв. Не би било претерано ако се рече дека и многу поголеми градови би биле горди со имињата на нашите книжевни корифеи. Стале Попов, Коле Чашуле, Миле Поповски, Платнар, Седо Блаже Конески, основоположникот на македонскиот јазик. Музеот во Небрегово сведочи за неповторливоста на Конески, човекот кој вистината на светот ја бараше преку вистината на животот.
Прилеп ја негува и традицијата на театарот преку театарскиот фестивал во Дрински. Се концентрира таа голема магиска моќ, заедно со верувањето дека уметноста може да го промени животот на подобро. И фестивалот Прочка е посебно интересен заради начинот на славење и обичаите поврзани со истоимениот празник на проштевањето. Најинтересно е обредното однесување на касапите, носители на славењето. Нивните маскирани поворки, оригиналноста на маските изработени од природни материјали, уникатноста и по многу нешта посебноста, овој фестивал го сместија во Европската асоциација на карневалски градови. Во прошетката низ Прилеп, неодминлива е посетата на галеријата на икони, една од најубавите во Македонија. Од 66 изложени експонати, најстара е фреската со ликот на Архангел Гаврил. Датира од средината на 12 век и по својата уметничка вредност може да се споредува со ангелите од црквата во Курбиново. Прилеп нема само добра почва за мермер и тутун. Градот е своевиден расадник на научници, културни творци и уметници. Многумина го нарекуваат Мала Фиренца. Просветителската традиција започнува во половината од 19 век. Денес во градот има 8 основни, 5 средни училишта и економски факултет. Оваа високообразовна институција со 5 современи студиски програми, со солидна опременост и професорски кадар, фокусирана е на потребите од студентите. Економскиот факултет од Прилеп работи според Европски кредит трансфер систем, овозможува стекнување реномирана и акредитирана универзитетска диплома во областа на економијата и бизнисот. Економскиот факултет е членка на Универзитетот Свети Климент Охридски, заедно со Институтот за старословенска култура, национална институција чија научно-истражувачка дејност е насочена во хуманистичките и општествените дејности. Прилеп денес, со активен однос кон својот развој, со нови детски игралишта, со нови спортско-рекреативни објекти, со изградба на нови капацитети. Прилеп се гради, Прилеп се обновува, Прилеп се разубавува. Уметноста е низ целиот град, вредноста во скромноста. Во Прилеп ноќите се топли и пријателски. Рестораните со традиционален или модерен амбиент нудат вкусни македонски и прилепски специјалитети. Во старата чаршија, пиењето кафе е вистински ритуал. Ова е Прилеп. Со луѓе кои имаат отворен и чист став кон себе си и кон другите. Со нешта што им припаѓаат на сите и од кои станува топло околу срцето. Чукањето на сатот не е секогаш означување на времето. За животот и времето што минува, сатот жали и вика: ах,